Со директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Ангелов зборуваме за вчерашниот пожар во Тетово, но и за состојбата на подготвеноста на системот за предстојната сезона на пожари, ако така може да се каже. Господин Ангелов, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов, благодарам за можноста да гостувам во вашата емисија. Во Тетово на местото на пожарот се уште чади. Утрово видовме снимки актуелни од таму. Кои се последните информации со кои вие располагате? Пожарот е изгаснат, иако чади, можеби на одредени места се појавува мал пламен, но таму се дежурните екипи на противпожарната единица од Тетово действуваат веднаш, тоа е догорување едноставно на материјалот, но пожарот го сметаме за изгаснат. Имаш информација дека воздухот е опасно загаден. Што гореше во Тетово? Имате информација што гореше и зошто се уште чади? Кој материјал гори? За да не шпекулираме, ние вчера побаравме од македонската армија, од четата за АБХО, атомско-биолошка хемиска одбрана, да испрата тим со соодветна опрема. Дојде тој тим, влезе во непосредна близина на пожарот, безмалку во самиот пожар, и извршија мерење со најсовремена опрема која што денес ја користат и американците. Американска донација, значи истата опрема која што ја користи американската армија, беше употребена вчера за мерење на воздухот и притоа не беа детектирани отровни гасови. Значи не се работеше, немаме отровни гасови, што не значи дека немаме штетни гасови, затоа што било каква чат е штетна за вдишување, но немаше отровни испарувања од ниту еден вид, бидејќи ова опрема може да ги детектира сите вакви отровни гасови кои што се појават на места на пожар, но ние превентивно побаравме од останатите надлежни институции да извршат дополнителни испитувања за да утврдиме доколку евентуално постоело сериозно загадување на воздухот. Но она што јас вчера лично бев присутен цел ден во непосредна близина на пожарот, исто и пожарникарите од кои што действуваат надвор немаа маски, луѓето, работниците, 80 професионални војници, ниту еден нема никакво тровење или било какви симптоми. Дали врз база на тоа мерење кое го споменавте, одлучивте како Центар за управување со кризи дека е безбедно децата да се вратат на училиште? Дали денеска тетовци дишат безбеден воздух? Ние не одлучуваме да се вратат децата во училиште. Вчера во 17 часот јас свикав група за процена. Групата за процена е составена од директорите и замениците директори на разузнавачките, контраразузнавачките служби, директорот на БЈБ, дирекција за заштита и спасување, заменик началник на армијата, како и националниот советникот за национална безбедност и председателот. Ја разгледавме актуелната состојба и заклучивме дека не се исполнети условите за прогласување на кризна состојба на локално ниво, конкретно во Тетово. Пожарот веќе беше во напредна фаза на гасење, а немавме било каква информација за отровни материи во воздухот. Се разбира, воздухот е делумно загаден и денес во Тетово може да се почувствува мирис на изгорена пластика, условно да кажам, но воздухот, за жал, на Тетовчани не е позагаден од она што таму е зимно време. Значи, воздухот едноставно е безбеден. Да, тој е загаден, но не во обем кој што може да биде штетен за здравието на граѓаните со изложување од овој краток временски период, бидејќи очекуваме самото време ветровите тоа да го разнесат и воздухот ќе се врати во нормала, иако и нормалата за Тетово е со одредени покачени вредности. Утрово имам информација дека PM10 честиците се околу 50 на мерни единици, што само за себе не е алармантно. Дали добивте од фирмата која стопанисува со магазините кои гореа вчера, какви материјали гореле? Не ми одговоривте прецизно на тоа што гореше. Неофицијално можам да кажам. Официјално тоа ќе го утврди истрагата, она што можев да го видам на лице место, самиот да го запазам, но и од разговор со собственикот на фирмата кој што дојде на лице место, се работи за суровина од која што се произведуваат, условно да кажам, табли, кои што се користат за изолација на темели на згради и изолација на покриви на згради. Можеби некој ги користи за изолација на фасади, но не би требало. Самата суровина или полусуровина не е толку лесно запалива, но откако ќе се запали, развива висока температура и тешко се гасне, додека според кажувањата на собственикот, нивната употреба во градежништвото е безбедна, бидејќи како готов производ биле тешко запаливи после соодветна обработка. Составот е пластика? Па нафтен дериват, што и да значи тоа. Да, може ли да споделите нешто неофицијално во однос на досегашната истрага за причините за избувнување на пожарот? Овде не сакам ни да шпекулирам. МВР има изворедни екипи на криминалистичка техника кои што ќе направат
детално испитување на лице местото и верувам дека ќе го утврдат и местото каде што пожарот почнал да се развива, но и причинителите. Пред околу месец и половина исто така Центарот за управување со кризи менаџираше, координираше гасење на пожар во треска во фабриката. Имате ли информација од надлежните кои се причините за настанување на тој пожар таму? Не можам да одговорам на ова прашање, бидејќи ќе повторам, наша работа е координација во системот за управување со кризи во гаснењето. За да имат граѓаните појасна представа, со гаснењето на пожарот командува локалниот командир на противпожарната единица. Тоа е господин Отавни, кој што вчера, како и многу пати досега, покажа исклучително висока професионалност. Ние постапуваме по нивните барања. Тогаш кога тие побара хеликоптер, ние обезбедивме хеликоптер. Вчера хеликоптерот на МВР имаше огнено крштевање. За прв пат од постоењето на МВР, полициски хеликоптер учествуваше во гаснење на пожар. Оваа сезона, поучени од последните пожари летово, МВР набави опрема за еден хеликоптер и на пилотите направија соодветна обука, односно посадите на хеликоптерите, и тие вчера учествува во гаснење на пожарот, но повторувам, во првата фаза беше невозможно да се користи хеликоптер затоа што самиот објект има покрив, а дел од објектите има и бетонска плоча и самиот густ црн столб од чад не дозволуваше на хеликоптерите да бидат над самото место, така што одредени шпекулации во јавноста и оговарања зошто веднаш не сте ангажирале хеликоптери се целосно неиздржани. Ја го разбирам нашиот мирен питом народ, луѓето се загрижени, сакат да помогнат со своите идеи, но треба да остават сепак на професионалците да си ја работат својата работа. Дали трите канадери кои лани беа неупотребливи се конечно сервисирани во функција? Канадерите се наоѓаат во дирекцијата за заштита и спасување и еден од нив е вратен, сервисиран и е функционален, вториот треба да пристигне за неколку недели според изјавите на директорот на ДЗС, третиот се уште не е испратен, но вчера немаше потреба и немаше услови од употреба на авион, бидејќи не е толку прецизен, но пак за на вашите гледачи да и биде јасно, иако ова често го повторувам, постои одредена забуна. Целиот систем за управување со кризи е многу комплексен конгломерат, составен од различни министерства, институции, па и сите луѓе. И вие и јас сме, како граѓани, дел од системот за управување со кризи. Ако вие излезете надвор и видите запалена трева во паркот пред вашата зграда, треба да скокнете врз неа, ако тоа е безбедно врз вас, со нозете да ја стапкате и да спречите ширење на пожарот. Или со прачка евентуално? Значи, прачка зависи од пожарот. Ако прачката е гранка, така добра да кажам, може да помогне. Инаку јас сум особено горд на таа моја акција, без разлика на сеирот кој што се фаќа на социјалната мрежа. Јас ќе ве поканам да дојдете во селото Будинирци или како и да беше точно, да разговарате со локалните жители кои што заедно со мене со гранки гасеа. Ние изгаснавме крак од пожарот кој што се разгоре прилично неочекувано. Господин Ангелов, имам чувство дека барате алиби уште на прагот на сезоната во која е зголемена опасноста од пожари. Прашувајќи ве за тоа во каква кондиција е системот, вие објаснувате дека станува збор за еден комплексен систем, за низа на закони и испреплетени институции. Нема никакво алиби. Да, и кажувате дека канадерите се во поднадлежност на дирекцијата за спасување. Токму така, па се во Вие надлежност. минатата година кога беа големите пожари си ја префрлавте топката со дирекцијата во обид да не се согласувам со ова прашање. Морам да ве прекинам. Јас прв пат од вас слушам. Кондиција е системот Јас како директор на Центарот за управување со кризи никогаш не бегам од одговорност. Одговорноста ја прифаќам и цврсто стојам за секој мој кажан збор и за секоја моја постапка. И сметам дека досега доста успешно како Центар за управување со кризи се справуваме со кризните состојби, со оние ресурси кои што ги има нашата држава. Системот за управување со кризи е онолку функционален колку што впрочем не е функционална државата или колку што е функционална вашата телевизија. И ова студио можеби не е најсоодветно за телевизија од ваш ранг, но условите во Македонија се тие и ние работиме со она што го имаме. Значи, за ние разлика од нашата телевизија во која за секое работно место е измерено добро ангажирано така едно лице, кај вас во јануари година имате 50 нови вработувања. Зашто беа потребни тие 50 вработувања? Значи немате соодветни информации, немало 50 нови имаш? информации, го поништивме од огласот од причина што
бројот на кандидати не бев задоволен, сметав дека огласот треба да биде повеќе изрекламиран, да добиеме поголем број на кандидати и да направиме подобар избор за новиот сектор 112 кој што работи во агонија, бидејќи на почетокот бевме свесни кога ќе го стартуваме 112, бројот на повици ќе биде помал додека луѓето да се навикнат. Бројот на повици расте, а ние се уште не сме ги добиле потребните 50 вработувања. Чекаме од топката е во Министерство за финансии. Се надевам дека во следните неколку недели ќе ги добиеме одобренијата и ќе вработиме 50 луѓе во цела држава за да се грижат за секторот 112. Тоа е еден нов систем кој што 15 години се обидува да го воспостават во државата. Благодарение на актуелниот тим во Центарот за управување со кризи, ние го стартувавме со сите слабости и досега немаме ниту една несакана ситуација. Добре, еве вие како директор на Центарот за управување со кризи кажете што и недостига на државата, управувајќи го, координирајќи го тој систем за граѓаните да се чувствуваат безбедно на прагот на новата летна сезона. Ни недостасуваат функционални хеликоптери за гасење на пожар, авиони, цистерни, пожарникари, пожарникарска опрема. Недостасува се, но за жал ова опрема недостасува со децении наназад. Дали вие испративте допис до надлежните дека се потребни набавка на СЕО? Значи, право да бидем искрени, не треба да испратиме допис кога целата јавност знае дека недостасуваат. Секако и претходниот премиер и сегашниот премиер се запознати со состојбата. Ние во неколку наврати одржавме група за процена, но и управувачки комитет во кој што се клучните министри за внатрешни работи, за надворешни работи, за одбрана, здравство и транспорт и врски, и тој заклучок испратен до влада, на влада информацијата се разгледува, но јас морам да кажам дека како влада имавме една голема несреќа по доаѓањето на власт да се зафатиме со решавање на долгогодишниот проблем со Грција, потоа веднаш започна ковид кризата за да продолжи со војната во Украина. Во една ваква тешка економска ситуација за Европа, па и за целиот свет, е многу тешко да се набави нова опрема и мојот фокус како директор на ЦУК, институција која што нема своји ресурси, ние координираме со туги ресурси. Ние сме координатори. Ние сме како еден селектор на фудбалска репрезентација кој што нема своји фудбалери, туку ги зима од други тимови. Да направиме подобра координација со оно што го имаме. И јас имам перцепција дека ова лето подготвени ќе ги пречекаме пожарите. Имаме најмалку еден хеликоптер повеќе, тоа е хеликоптерот на МВР, најмалку 2 авиони ќе имаме на располагање и имаме набавка на одредена опрема. Имаме нови цистерни одредена бројка, како и одреден број на пожарникари. Иако, пак ќе кажам, значи јавно дека бројот на пожарникари е далеку помал од бројката која што ни е потребна, но модерниот свет тоа го решава на друг начин, со доброволци. Ние се обидуваме да го зајакнеме системот на доброволно пожарникарство и иде тешко бидејќи е коренита промена. Бидејќи вработуваме партиски држави на други позиции, па пожарникари треба да волонтираат. Со кризи би рекол не. Во мокните држави, вклучително и во Соединетите американски држави, Германија, Франција, Шпанија, па и во една Бугарија, најголемиот процент на пожарникари се доброволци, затоа што кога се ударните термини за пожари, во исто време имаме многу пожари. Но кога ќе завршат големите пожари, ние немаме потреба толкова бројка на пожарникари и еден од фокусите на нас како Центар за управување со кризи е да влијаеме во насока на развој на доброволното пожарникарство, но и потребни се целосни и коренити реформи на системот за управување со кризи. Есента имавте апел до градоначалниците да се исчистат каналите, бидејќи предстоеше сезона на дождови, можни поплави. Дали и сега кога се можни невремиња, невообичаени и поројни дождови, каналите во каква состојба се имате ли? Каналите треба да бидат чисти во секој момент, без разлика на прогнозите. Со природата играчка нема, тоа ни го покажа природата пред неколку дена, кога Пола Тетово беше поплавено од пороите низ реките и имаме огромни штети во Струмишкиот регион и во Лозово, но ова е обврска на градоначалниците. Значи, Центарот за управување со кризи може да менеджира кризната состојба или евентуално некоја катастрофа и тен случај. Имате ли повратна информација од градоначалниците дали делуваат на терен? Повратните информации се дека сите делуваат, но делот каналите, би рекол примерните, главните канали се во добра кондиција, најголемиот дел или информациите кои што ги имаме ние сите се исчистени. Проблемот со секундарните, оние терцијални, третостепени канали кои што граѓаните кога има сушни години ги затрупуваат и на нив градат штали, други придружни објекти или ги прават овоштарници. Потоа кога мајката природа ќе пушти некој појак дожд после 10-15 години, самите луѓе се прашуваат што и се случило,
Затоа апелирам и до граѓаните кои што имат канали пред нивните дворови, но и до јавните институции и до градоначалниците особено, бидејќи на територијата на општините тоа е нивна надлежност, постојано да бидат будни и да се грижат за чистотата на каналите. Каналите не треба да се користат за создавање на диви депонии. Господин Ангелов, живееме во земја во која институциите ефикасноста не е силна страна и тоа за жал е особено видливо во услови на криза кога е потребно итно и добро координирано действување. Системот многу пати потврдил, до сега никој или ретко, ја не се сеќавам да сносел одговорност, затоа да го привршиме разговорот со прашањето кое го поставив на почетокот. Во каква кондиција е системот, кој е одговорен и дали граѓаните можат да се чувствуваат безбедно од големи непредвидливи невремиња или кризи од поголеми размери од природата? Системот е во малку подобрена функција во однос на претходните години, толку можам да кажам, а вината зошто системот е ваков е во сите нас, во сите граѓани, бидејќи ние на избори даваме доверба на политичарите кои што формираат собрание, потоа влада. Оваа влада има јасен курс, хируршки реформи на системот за управување со кризи, но за тоа е потребно двотретинско мнозинство, а во оваа политичка нестабилност, кога и обезбедувањето на обичното мнозинство понекој пат знае да биде проблематично, тоа е еден процес кој што не верувам дека ќе биде успешен. Значи треба стабилна влада и треба договор меѓу позицијата и опозицијата за да се реши овој горлив проблем. Значи, да се направи еден нов модел на системот за управување со кризи, кој што ќе биде прифатлив и за позицијата и за опозицијата, за да не се најдеме во ситуација ние сега да промениме нешто, утре ќе дојде друга влада и ќе каже ова не важи. Вие ми одговарате политички на прашање кое граѓаните очекуваат одговор. Дали може Системот да се чувствуваат подготвен, безбедно? може да се чувствуваат безбедно, но ако граѓаните гледат National Geographic и други научни програми, со мајката природа нема играчки. Во најорганизираните, најмокните држави се случуваат природни непогоди кои што не можат да се исконтролират и за кои што е потребно време да се вратат во нормала. Ви благодарам за гостувањето во Утринска Благодарам. делтела.